Вонредни контроли ќе го решаваат проблемот со прекумерното искористување на геотермалната вода во Кочани, изјави денеска во Кочани заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Алармот за прекумерното трошење на овој вид вода се вклучи деновиве, кога нивото на подземниот базен со геотермалната вода за непол месец од евидентираните минус 55 метри паднал на минус 60. Согласно и последните насоки кои што дојдоа од страна на канцеларијата на премиерот Заев, каде што сите инспекторати се ставаат на располагање на Министерството за животна средина и просторно планирање со асистенција на Министерството за внатрешни работи, ќе побарам воренден инспекцијски комбиниран увид да се направи од страна на повеќе инспекторати различни по природа, но кои што сите можат да придонесат од својата област во детектирање на проблемот и потоа да се донесат одлуки за решавање на истиот. Локалните власти задоволни од даденото решение. Со дополнителни 1,2 милиони денари, кочанските комуналци ќе го решаваат проблемот со емитирање на штетните гасови од депонијата како резултат од незиното палење, како и од постојната пречистителна станица. Систем на алги, не го знам системот, меѓутоа силиконско затварање на сите потенцијални жаришта во утробата на земјата, што значи дека очекувам со ова дека дополнително ќе ја подобриме целокупната состојба со горењето на депонијата и тој проблем сметам дека до конечното решавање на проблемот ќе даде резултати и дека нема да се соочуваме повеќе со вакви проблеми што се однесува до пречистителната станица. Ова и други актуелни теми, тесно поврзани со заложбата за зачувување на чистата животна средина во Кочани, денеска беа предмет на разговор помеѓу заменик министерот Јани Макрадули и домаќинот, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев.